ВМРО ДПМН бара предвремени парламентарни избори. Дуи се чини дека тера предизборна кампања со слогани и собери, а СДСМ тврди избори немало да има годинава. Лидерот на ВМРО ДПМН Мицкоски повторно фрли ракавица до власта. Ајде на избори, не мора да има техничка влада. Првиот човек на партијата понуди народно изјаснување најдоцна до крајот на јуни, за како што вели да се стави крај на коруптивното владење на владата предводена од ДУИ и она што останало од СДСМ. Нема потреба од никаква техничка влада, нема потреба 100 дена веднаш да отидеме и тоа е мислам разумно. И последниот рок зошто вела мај, затоа што знаете ако ние зборуваме за есенски избори, тогаш овие луѓе овде како ќе ги прашате дали сакате да имате есенски избори оваа година, па потоа претседателски избори следната година, или да бидам попрецизен, бизнисот и државата да бидат во грч повеќе од 10 месеци, тогаш сигурно ќе ви речат ве молам, немојте такви глупости да правите. Или сега направете превремени избори, или тогаш заедно во еден трошок нека бидат и претседателските и парламентарните. Дека избори треба да има, се чини наговестуваат и од ДУИ, каде веќе почнаа со објавување на слоганот «Да, тој доаѓа», најверојатно алудирајќи на првиот премиер Албанец. Претходно, министерот за надворешни работи Османи на собир на ДУИ најави дека за неколку месеци тие ќе го имаат првиот премиер Албанец, што е симптоматично од редовните избори се за 14, односно 16 месеци од денеска. Дел од експертите оценуваат дека расколот во партијата на Ахмети може да запре само со избори и затоа ДУИ ќе се обиде на мала врата периодов да предизвика избори. Сепак, премиерот Ковачевски вели предвремени избори немало да има. Не сакаше да коментираат слоганот на ДУИ, оти вели дека тоа бил за партиски потреби, а за премиер Албанец вели тоа е веќе познато, на 100 дена пред редовните избори ќе се реализира. За повикот на Мицковски за избори, Ковачевски вели: Имаме еден внук Никола и цело време му викаме Никола земи работи книгата, учи работи за да напредува, што е вика купи ми PlayStation. И што и да му кажеш, он цело време PlayStation па PlayStation. И ова ме подсетува на вистина однесувањето на претседателот на опозицијата на мојот внук Никола, кој што наместо да се фати со работа, само бара да му се земе PlayStation. Така да сметам дека и тие треба да се посветат повеќе на работа во општините, отколку единствено да повторуваат предвремени избори. Предвремени избори нема да има, ќе има редовни избори. Инаку наредната година, ако изборите се во редовен термин, би требало да се одржат во јули, а претседателските во април. Дали ќе бидат на ист трошок или пак идната година ќе има 2 пати гласање, останува да видиме. А можеби Ковачевски сепак ќе се премисли, па годинава ќе се бира и нова извршна власт.